Ке бидат ли солунските гробишта вечниот дом за Павле Јанакиев од родовишкото село Раклиш? Минатиот четврток, работејќи како овчар на Црно во Грција, добил срцев удар. Починал во солунската болница. Има ли граѓанин што е од Македонија да е закопан во Грција да не му се знае гробо? Това е срамота, бе. Семејството е во длабок шок. Тежок социјален случај. Живее во оваа недовршена куќа, а јадеше од печалбата на Павле. Избезумени се како да соберат 4000 евра, колку што тежат болничките и трошоците за транспорт од Солун до Раклиш. 3-4000 евра не можеме да го донесеме. А тука треба да го закопаме. Народо иде. Нема услови никакви. Времето не е сојузник на Јанакиеви. 50 евра се дневните трошоци на Солунската болница за чување на посмртните останки на Павле. Оттаму ги информирале, доколку наскоро не се случи транспортот, болницата ќе го погреба во така наречените гробишта за сиромашни во близина на Солун. Двете керки, синот и сопругата со молитви до Бога и оченички апел до сите за помош. Колку може толку за да се донесе граѓанин од Македонија да не остане у Грција, да се донесе тука, да му го знаеме гробо, кога и да посакаме, кога и да ни е тешко да можеме да дојдеме таму и да се исплачеме и свеќе да му запалиме и многу нешто. Значи ако стане он у Грција, ние никогаш не можеме да дојдеме. Жалам за случајот и сочувствувам со фамилијата. Општината во делот на своите можности ќе уплати одредени средства. Соселаните сочувствуваат со злата судбина на Јанакиеви. Планираат на 25 годишниот син на починатиот овчар што побргу да му најдат било каква работа.